Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Суперкомисијата супер потврли да најде решение прифатливо за двете партии за дефицитот на Соединетите Американски држави. И што сега? А денес се навршуваат и 48 години од атентатот на председателот Џон Ф. Кенеди. Следат вестите. По силните преговори и големи надежи, републиканците одбиле да прифатат нови даноци, како што бараат демократите, без што демократите велат не можат да ги земат предвид скратувањата во трошоците што ги бараат републиканците. Реакцијата на председателот Обама беше дека ќе стави вето на секаков напор од Конгресот за избегнување буџетски последици на непреземањето акција од страна на суперкомисијата. САД, исто како Канада и Британија, објавија нови мерки за зголемување на економскиот притисок врз Иран, како одговор на меѓународната загриженост дека Техеран разбива нуклеарно оружје. Државната секретарка Хилари Клинтон ги објави новите санкции, кои се насочени спрема петрохемиската индустрија на Иран, што е важен извор на приход од извоз за земјата. На денешен ден, 1963 година во Далас, Тексас, беше извршен атентат на председателот Џон Ф. Кенеди. Поранешен член на агенцијата одговорна за заштита на американскиот председател, тајниот агент Джералд Блейн, напиша книга за тоа, објавена по повод годишнината, во која вели дека настанот покажал многу слабости на службата. Ново истражување на Галуп покажува дека поддршката за смртната казна во САД останува висока, иако нешто помала, 61% во однос на 80% колку што беше во 1994-та. Дел од причината е што невини затвореници се погубени и што некои се ослободени по изведени нови докази во нивните случаи. Неколкумина кои се спасиле од екзекуција сега јавно ја кажуваат својата приказна. Следниот извештај е од Корпус Кристи, Тексас. Рон Кини бил осуден за убиство во југозападната држава Ново Мексико. Имал само уште неколку дена живот до извршувањето на екзекуцијата, кога вистинскиот извршител го признал делото пред свештеник. Се разбира, свештеникот рекол, јас не можам да те разрешам од гревот, ти самиот треба да направиш што е исправно. Човекот тоа го сторил, јас имав 9 дена до екзекуцијата. Кини бил ослободен и оттогаш се приклучил на напорите за укинување на смртната казна. Ново Мексико има укинато оваа казна, но Кини вели дека во затвор сретнал многу луѓе осудени на смрт, што треба да останат во затвор. Тоа се опасни убијци што не треба да се на улица. Не сакам да излезат, но не верувам во убивање на кого било. Верувам во доживотен затвор без можност за помилување. Студиите покажуваат дека 1 на секој 8 осудени затвореници би можел да биде невин. Не е ретко кога се откриваат докази за злоупотреба на обвинителството во оригиналното судење на осудените на смрт. Кларенс Брадли е еден од нив. Многу пати се покажало дека Тексас погубувал невини луѓе. Брадли вели дека многу сиромашни црнци биле испратени на смртна казна во објект близо Ливингстон во Тексас, зашто немале пари да платат за ефикасна одбрана. Иранскиот имигрант Хума Хадајаки ја организирал турнејата низ тексашки градови на рехабилитирани затвореници. Тоа е со група наречена Сведок на невиност. Several studies have shown that the issue of innocence is one of the most important factors in people deciding whether they are for or against. Неколку студии покажаа дека невиноста е фактор што може да ги убеди луѓето да поддржат укинување на смртната казна. Ние токму тоа го правиме, го покажавме лицето на невините. Друг аргумент е неефикасноста на смртната казна. Дороти Меклилан, која предава на Универзитетот во Тексас, вели дека ништо не се постигнува со неа, дека е само одмазда и не служи за одвраќање. Но многу американци мислат поинаку, дека одвраќа од грозоморни убиства и, ако ништо друго, гарантира дека убиците нема повторно да убиваат. Учениците во САД во нивната последна година од средно училиште не даваат резултати како учениците во други земји на исто ниво на образование. Ова особено се однесува на природните науки. Што прават американците за оваа состојба да ја променат, ќе ви покажеме преку еден пример. Ве водиме во училиште каде пензиониран инженер со својата експертиза им помага на учениците и на наставниците.
Welcome to science class. So good to see you guys today. Welcome to science class. Пензионираниот инженер Дейв Вајс ги поздравува 10-годишните ученици во средно училиште во Силвер Спринг во Мериленд. Еден ден во неделата тој работи со наставникот Фред Тенаик на научни проекти кои ги договараат пред децата да пристигнат на час. Денешниот експеримент демонстрира принципи на движење и инволвира конец и автомобили од хартија. Ученичката Джейда Локвуд ужива на овие часови. Таа особено ги сака диаграмите со кои се објаснува научниот концепт. But the experiment we're going to do, we want to keep all our variables constant. Mr. Wise, like he would go. Кога господинот Вајц ги црта овие цртажи, се е појасно. Вајс е волонтер со години во програмата спонзорирана од Американската асоциација за напредок на науката. Научници и инженери преку оваа програма ги учат наставниците во основните училишта како да ги подобрат своите вештини при предавање на предметот во класовите. Elementary school for the most part. Во основно училиште наставниците што предаваат наука, предаваат и математика и читање. Ние пополнуваме празнината во предавањето наука, што не е доволно застапена во наставните планови. Тој е оптимист дека американските ученици со вака зајакната програма ќе фатат чекор со учениците од други држави. Наставникот Тенаик се согласува. Ако направиме да се развие страста за науката, тогаш и оценките ќе се подобрат. Вајс е на мисија да направи што е можно повеќе деца да појдат по неговите стапки. Лица со посебни потреби често се сметаат неподобни за пополнување одредено работно место. Колку може да е погрешно таквото размислување ќе ви покажеме утре преку примерот со една пекара и непрофитна организација. Специјална програма за вработување луѓе со развојни и други когнитивни проблеми. Користа многодимензионална, велат обучувачите и обучуваните. Гледајте утре во Newsflash за оваа прекрасна идеја. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за оваа емисија. Се надеваме дека ќе ни се придружите и утре. Пријатна вечер.